Јавната установа Завод за социјални дејности од Скопје одржа обука на тема социјални услуги во домот. На настанот во Кочани учествуваа представници на Центарот за социјални работи, невладини организации, Центарот за вработување, Црвен крст и членови на Сдруженијата на лица со инвалидитет. Обуката беше наменета за потенцијалните даватели и на корисниците на социјални услуги во домот. Ете, веќе имаме нега центар за стари лица, преку Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа од ден на ден се повеќе чувствуваме дека потребата за негователи во тој нега центар е се поголем, бидејќи имаме листи на чекање, имаме се повеќе луѓе на кои што и треба таа помош, а исто така па и лицата со попреченост воопшто не се опфатени со лична асистенција или со нега. И од таа причина сметаме дека треба повеќе да бидат информирани и двете страни. Целта на настанот е да се информираат потенцијалните даватели на услуги, потенцијалните корисници на услуги во домот, како да дојдат едните до работа, другите до услуга. Реализацијата на услугата за нега на стари лица во домот почна минатата година, а во прва фаза за негователи беа обучени 16 невработени и лица од социјален ризик кои се стекнаа со верификуван сертификат. Тие обезбедуваат бесплатна здравствена грижа и нега и им помагаат во одржување на хигиената, на набавка на храна и лекови и слични потреби на 50 на стари и изнемоштени лица од општините Кочани, Зрновци и Тишиново, Облешево. Активноста е дел од проектот Подвижност што се реализира во соработка со Министерството за труд и социјална политика, а со финансиска поддршка од Светска банка. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар и Здруженијето на Роми Авена почнуваат со спроведување на проектот Спортскиот риболов еликсир за младите, што финансиски е поддржан од Европската унија. Во проектните активности ќе бидат вклучени 20 ученици и млади лица, кои ќе ги откриваат тајните на спортскиот риболов на тапа и фидер техника. Реализацијата на проектот ќе трае до декември, а целта е, освен развивањето на спортскиот дух кај младите, да се зголеми и понудата во делот на алтернативниот туризам во општина Кочани. Заинтересираните млади можат да добијат подетелни информации на средба што ќе се одржи в сабота 17 јуни со почеток од 10 часот во мотелот Градче, а на која ќе можат да присуствуваат и родителите на учесниците. Преку едукативни активности и надпревар во риболов, младите ќе го развиваат надпреварувачкиот и тимскиот дух, ќе се стекнат со знаење и умења за риболовот, а посебно со благородноста на мотото за фаќање, фотографирање и враќање на рибите во вода. Опремата за риболов, заштитните елеци, превозот, храната и освежителните пијалоци се обезбедени од донаторот. Активностите ќе бидат поделени на 4 локации, и тоа на браната Градче, на Кочанска река, при Бачевска бара и Голема река, при што ќе биде организиран и дводневен престој со логорување. Пријавувањето за учество во проектните активности е кај председателот на Спортско-риболовното здружение Кочански рибар Ивица Јорданов. Музичкото училиште Ристо Јуруков беше организатор на концертот на родители и деца што се одржа во понеделникот вечерта. Ова е прв ваков настан, но од училиштето планираат да прерасне и во традиција. Во исполнетата сала на мултикултурниот центар учениците заедно со своите родители настапија со 10 музички точки. Ќе слушнеме неколку изведи, поточно 11, и тоа ќе настапат Трајанови, Пејчеви, Стаменкови, Хаджипаунови, Таковски, Пејчеви, Алексови, Иванови, Алексови, уште еднаш и Христов. Се надевам дека овој концерт ќе прерасне во традиција и дека понатаму ќе се зголемува бројот на оние кои ќе сакаат да свират, нели можеби еден дел од овие родители за прв пат свират, за прв пат се на музичката сцена би рекла, но еве се потрудија. Концертот беше последен настан организиран од музичкото училиште за оваа учебна година. Од раководството нагласија дека од следната се очекува поголема продуктивност и зголемен број на настани. Кочанските полициски службеници ја потврдија својата хуманост, особено кога во прашање е крводарувањето. Редовно организираат по 3 годишни акции, а веќе се реализираше втората во оваа година. Сите се успешни со оглед што меѓу вработените во полициската станица, без оглед на половата припадност, има голем интерес за дарување крв.
Потврда за тоа е што има повеќекратни дарители кои и по 60 и повеќе пати се вклучиле во акциите и се меѓу најдобрите во општината. На втората овогодишна акција имаше 19 крводарители. Благодарност искрена до сите нив кои што даруваа крв и повик и понатаму да бидеме хумани и да даруваме крв, затоа што сите знаеме дека крвта е единствениот лек што нема замена. Со оглед на тоа што сега во периодот е на користење на летните годишни одмори, јас се надевам дека бројката над 25 крводарувања ќе биде достигната и за време на оваа крводарителска акција. Вработените во полициската станица во Кочани се меѓу најактивните во Министерството за внатрешни работи на планот на крводарување. Во изминатите години тие целосно го исполнуваа планот, па дури и го надфрлаа за 10%. Крводарителската акција во полициската станица во Кочани се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје и Црвениот крст од Кочани. Од пред 7 години полицијата организира засебни акции за дарување крв, а на нив учествуваат само вработените, за разлика од поранешната практика кога имаше можност да се вклучуваат и други граѓани. Во библиотеката Искра беше промовиран прирачникот Моите здрави навики од првооделенецот Милијан Чаршавски. Се работи за книжевно првенче, а на настанот присуствуваа негови соученици и врсници од останатите основни училишта. Библиотеката се јавува како издавач на книгата на Чаршавски, кој е најмлад нејзин член со промоција на свое авторско дело. Промоција на книгата Моите здрави навики од авторот Милијан Чаршавски. Интересно е, на наше големо задоволство, бидејќи библиотека Искра од Кочани се јавува како издавач на ова издание, односно сликовница, детска сликовница, која што е од до сега издадена од најмлад автор во библиотека Искра Кочани, 7 годинки и првооделени ученик во Основно училиште Никола Карев. Промотори на книгата сме јас, Андреј Јанков, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност, неговиот оделенски раководител Благојчо, кој што работи во Основното училиште Никола Карев. Честно е што сме присутни на една ваква промоција, односно каде што имаме детски автор на сликовница и искрено се надевам дека и во иднина ќе имаме ваква литература каде што нели се промовира зборот, каде што се промовира природата, здравието, храната и љубовта кон пишаниот збор. 7-годишниот Милијан ја изрази благодарноста за поддршката, а присутните му посакаа успехи во иднина да продолжи со ваквите достигнувања во областа на пишаниот збор. Јас сум и ученик во прво одделение во Основното училиште Никола Карев. Благодарно што сте присутни на промоција на книга Моите здрави навики. Детскиот прирачник Моите здрави навики е збогатен со содржини што се клучни за емоционалниот, физичкиот и менталниот развој на децата. Во рецензијата е нагласена дека пишаниот збор станува водич и спомен од секојдневието на авторот, но и приказ за поучните зборови и насоки што ги добива од неговото окружување.